Пошто многу сакам никам за моите токачиња. Наивна детска желба која за жал засега е неостварлива. Над 1300 смртни случаи и економска загуба од над 250 милиони евра, или нешто над 3% од вкупниот бруто домашен производ. Ова е цената во човечки животи и во материјални средства што Северна Македонија ја плаќа секоја година поради загадениот воздух, покажуваат анализите на Светска банка. Вештаите на оваа институција постојано ја рангираат земјава во топ 5 во Европа според последиците предизвикани од штетните PM10 и PM2,5 честички. Елена Стојчевска, која е креативец и поборник за животна средина, креатор на детската игра Врти од АДШ, во незиното секојдневие со незиниот 5-годишен син имаат разговори за загадениот воздух, за чистата животна средина. Пред една година, кога имаше 4 години, за прв пат се соочив со проблемот што децата не знаат всушност од каде доаѓа чистиот воздух, кога му разговаравме за шумите, за растенијата и животните и го прашав од каде тебе ти доаѓа чистиот воздух, го добив одговорот од машината во градинка. Тогаш сватив колку е сериозно прашањето и колку децата треба од најмали нозе да се научат на тие основни еколошки принципи и на тоа да ја заштитат животната средина. Штетните честички предизвикуваат болести на белите дробови, на срцето и на крвните садови. Се наведува во извештајот во кој исто така се посочува и на зголемената појава на хроничен бронхитис, астма и други помалку сериозни заболувања. Сето ова резултира со 15.200 итни интервенции и посети на лекар, 770 третмани со пролонгиран престој во болнички услови и 100.000 пропуштени денови на работа поради боледување, како и огромни трошоци за здравствениот систем. Според Светска банка, 44,8% од издатоците за лекување поради загадениот воздух отпаѓаат на жителите на Скопје, 8,5% на Битола, 8% на Куманово, 5,1% на Тетово, 4,8% на Велес. Младите се тие кои треба да го променат светот со нови и свежи идеи. Вели Теона Манго, која себе си се опишува како екоактивистка, блогерка и основач на брендот Beyond Green MK. Нејзин прв производ и се плетените торби направени од 100% лен за пазарење. Кај нас во Македонија можам да кажам дека помладите генерација, на мојата генерација, е доста екосвесна и доста сакат да се приклучат во борбата против загадувањето, уништувањето на планетата Земја и доста од моите пријатели пробуваат на некој начин да живеат поекосвесно. Вакви позитивни примери има многу, а сепак недоволно. Намалувањето на загадувањето на воздухот не само што ќе го заштити човековото здравје, туку ќе придонесе и за потикнување на локалните средини. Се заклучува во извештајот на Светска банка, според кој 90% од штетните честички се предизвикани од металургијата, од производството на струја и топлина, од изградбата на патишта и мешањето асфалт, од грејењето на домаќинствата. Од тука главна препорака е спроведување мерки токму во овие сектори. Евгени Хоуп, писател, авантурист, патувач низ светот, а во моментот поради пандемијата патува низ државава. Смета дека луѓето треба да ги сменат своите навики со кои си штетат на самите себе си, тука локално, а тоа важи за сите и на глобално ниво. Што да си дозволиме на себе си да согледаме важноста на природата, затоа што ние зависиме од неа. На крај на ден само правиме лошо со сите наши навики, што мислиме дека се уствари добри, но тие само загрозуваат целата природа и ништо друго. 20% од сите смртни случаи во земјава се предизвикани од загадениот воздух. Ова го вели професорот Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје. Проценката на здравствените ризици би требало, и ние од тој аспект гледаме, представува евалуатор на ефикасноста на мерките. Што год да политичарите или другите актери кажуваат дека е превземено, ако здравствените ризици и понатаму се на високо ниво, ако е смртноста и понатаму околу 20% од општата смртност, тогаш не ни се ефикасни мерките. Значи, аерозагадувањето и неговите здравствени ефекти се главен модератор на ефикасноста на мерките, па и на концепциите и на стратегиите на државата во однос на
транзицијата во енергијата. Кај децата 40 до 50% од причините за јавување на доктор се од респираторната, белодробната сфера. Астматичните набави се поголеми. Податоците со кои располага институтот укажуваат дека најголем загадувач е енергетскиот сектор. И јасно е дека термоелектраните, производството на енергија е најголемиот загадувач од државата на државни рамки, додека во градовите доминира грејењето, кој е повторно врзано со енергетскиот аспект, сообраќајот и домашните други активности во градежниот сектор. Проценката дека индустријата е најголем загадувач во државава ја потврдија и европските ревизори. Во заедничкиот ревизорски извештај за квалитетот на воздухот на Евросаи, Европската организација на врховни ревизорски институции, објавен на почетокот на 2019 година, се наведува дека, освен индустријата, загадувањето е предизвикано и од загревањето на домаќинствата и помалите фирми, додека на автомобилите се гледа како на средни загадувачи, а отпадот, земјоделието и останатите фактори се оценети како помали загадувачи. Анализите на Сдруженијето Екосвест покажуваат дека секоја година термоелектраните на јаглен од Балканот и испорачуваат на Европа сметка од 8,5 милиарди евра на име здравствени трошоци на граѓаните поради загадувањето. Проценката е дека штетите врз здравствениот систем во Европа поради штетните супстанции кои ги емитува земјава изнесуваат помеѓу 256 и 720 милиони евра годишно. Според извештајот за квалитетот на воздухот во Европа од 2019 година на Европската агенција за животна средина, од вкупно 37 земји во Европа, просечната изложеност на PM 2,5 честички во 2017 година, при што се земени како просек вредностите за 3 години, од 2015 до 2017 година, е највисока во Република Северна Македонија, каде изнесува над 50 микрограми на метар кубен. Република Северна Македонија е рекордер и во однос на изложеност на PM 10 честички. Но загадувањето, освен локални и регионални, има и глобални последици. Така наречените стакленички гасови ја задржуваат топлината во земјината атмосфера и придонесуваат за глобалното затоплување. Што значи тоа за нас на микрониво во нашата земја и како тоа на нас ќе влијае, тоа го чувствуваме оваа сезона особено, со тоа што гледаме дека ние немаме сезона на дождови оваа година воопшто, речиси воопшто, земјоделците го чувствуваат тоа најмногу. Моментално сме на крајот на декември, а овошките листат, што секако не е нормално, особено за нашата земја и може да биде погубно за земјоделието како гранка понатамо. Глобалното затоплување има негативни последици на природата, но и на земјоделието и туризмот, а во иднина ќе страда и безбедноста на нашите домови, затоа што нашите градови не се изградени за да можат да функционираат во услови на високи температури или екстремни временски услови. Че секоја држава има свој удел во вкупниот удел на стакленички гасови кои што се моментално во атмосферата. И мора да направиме нешто за да ги ограничиме и да ги задржиме и да се обидеме да ги намалиме, нели? Тоа што правиме е, например, со најновите национални придонеси кон климатски промени, ние ветуваме дека со мерки и со инструменти ќе се обидеме до 2030 да ги намалиме за 51%. Се движиме во добра насока, она што сега е потребно е малку повисока комуникација на овие планови и документи помеѓу институциите. Тоа што треба да се направи е интегрирање на овие акции и мерки за климатски промени, во суштина интегрирање на клима во сите национални и локални стратегии и политики. Овие делови од Балканот може да станат налик на пустина во следните 50 години, доколку нешто драстично не се промени. Ова апокалиптично сценарио за сега е само проекција, која се заснова на податоците кои што во моментов ги имаме и врз основа на мерките кои што во моментов се предвидени да се преземат. Ако ова го знаеме, тоа значи дека ние како граѓани сме тие кои што имаме обврската да ги разбудиме носителите на одлуки
да ги направат своите општини, да ги прилагодат на климатски промени и да се обидат да ги намалат емисиите со овозможување и олеснување на процес на праведна транзиција, прво во регионите со јаглен, а потоа и во сите региони кои што ги трпат последиците од климатските промени. Значи не ги земаме само регионите каде има јаглен, кои треба да транзиционираат во наредните 30 години, туку тука се и регионите кои што се ранливи на климатските промени, односно регионите како југозападниот дефинитивно, кој е регион кој живее од туризам и во иднина нема да може да живее од туризам или од масовен туризам, можеби ќе треба да се пренасочи кон други поодржливи гранки на туризам, како гастрономија, како рурален туризам, алтернативни форми на туризам. Експертите, активистите, невладините, решението за сите овие проблеми го гледаат во енергетската транзиција. Енергетската транзиција е нешто за што веќе многу долго време се зборува. Прво тоа беше нешто што би рекле научна фантастика. Меѓутоа со тек на време и Европската унија и глобално тековите се движат во насока на напуштање на јагленот. Значи декарбонизација на економијата поради влијанието врз климата на стакленичките гасови. Цената е јасна. Напуштање на традиционалните енергетски извори и пременување кон обновливи. Но како да се стигне до таму? Освен желба, потребни се многу работа и многу пари. Но доколку се совладаат сите пречки, на крајот можеме да стигнеме до стабилен и еколошки енергетски систем. Во суштина државата и нема алтернатива. Резервите на јаглен секој ден се намалуваат. Јаглен има за уште максимум неколку декади, дури и помалку од толку, така што евидентно е дека мора да се напушти тој енерген, ако сакаме било како да имаме некаква енергетска едноставно ако сакаме да имаме енергија, мора да го напуштиме јагленот. Така што со новата енергетска стратегија која што се донесе конкретно минатата година, се придвижија тековите значително во насока на декарбонизација. Значи, кога велам декарбонизација, тоа значи дека енергијата која што ја трошиме ќе се произведува од извори кои што не се толку зависни од јаглен. Од една страна тоа значи дека ги напуштаме термоелектраните на јаглен. Од друга страна, значи дека значително повеќе ќе ги користиме обновливите извори на енергија. Се дава за жал доста фокус и на хидроенергијата, меѓутоа она што ние го гледаме како позитивно е дека се дава голем фокус на ветерната енергија и на особено на сончевата енергија, дури и сончевата енергија за користење во домаќинствата, што ние би сакале максимално да се промовира. Важно е државата да постави таргети и краен датум за напуштање на употребата на јаглен. Условите се веќе поволни, треба само политичка волја да се започне, за побрзо да се развиваат работите. Не верувам дека постои земја која што 100% спремна за ваков огромен напор и подвиг да вие базично смените како системот на вас се функционира. Македонија има таа предност што е, да речеме, неизолиран остров некаде каде што вие сега однова треба да смислувате што ќе правите. Значи е земја која што порано била дел од еден поголем систем, тој систем се уште постои. Земјата е добро поврзана со соседите. Има огромна помош од страна и на енергетската заедница на Југоисточна Европа и од страна на ЕУ околу реформирањето и следењето на фаќањето на чекорот со земјите членки на ЕУ. Ако ЕУ вели дека треба да имате околу 65% од струјата да ви доаѓа од обновливи извори на енергија 2030 година, тогаш што прави Македонија во тој случај? Вистинската стратегија според екологистите се алтернативните, односно обновливите извори на енергија. Сонцето и ветерот не се трошат, а уште поважно не загадуваат. Енергетската транзиција ќе се случи сама по себе. Прашањето е што ќе направите вие за да ја направите таа енергетска транзиција прифатлива за граѓаните. Затоа што не е работата да се затвори рекбитола која ќе снема јаглен. Значи во некој момент ќе се затвори како и секој индустријски капацитет, значи тие немаат вечен живот. Било кој капацитет има одреден рок на траење, што се вика. Прашањето е како ќе ги подготвите вие граѓаните и регионот во кој што тој капацитет функционира. Значи, еден капацитет не ги поддржува само своите вработени, тој ги поддржува и
оние кај кои што тие купуваат. Ги поддржува учителите кои што ги учат децата на тие. Значи, многу е широк кругот кој што се создава околу еден капацитет. И сега, како ќе го моделирате вие тоа менување, е прашање на кое што треба да го решат донесувачи на одлуки. Ако оставите донесувачите на одлуки самите тоа да го решаваат, најчесто се користи принципот од горе надолу, некој одлучил, наместо да се прашаат луѓето што тие сакаат. Секогаш најдобриот принцип е да ги прашате луѓето што сакаат, што на нив им треба, да видите како можете да им го обезбедите тоа задоволување на нивните потреби, како да се обезбеди, и после тоа да почнете со планирање на праведната транзиција на регионот. Тоа не мора да биде секогаш само за енергетски капацитети, значи тоа е и за било кои други капацитети. Значи ние сме сведоци дека едно чудо капацитети се затворија во Македонија во изминатите 30 на години и ништо од тоа не беше праведна транзиција. Токму заради тој одгоре надолу пристап. Ако одиме со пристап оддолу нагоре, можеби ќе имаме подобри резултати. Овој така наречен пристап оддолу нагоре во најголем дел е потикнат од активистите и екологистите. Екосвест постои веќе 18 години, период во кој прерасна во сериозна организација и веројатно најголем борец на ова поле во државава. Тие им помагаат и на помалите локални здруженија. Препорака до здруженијата би била од една страна да не се предаваат, затоа што борбата за финансии кај здруженијата е екстремно тешка и ние со тоа се соочуваме секој ден и покрај тоа што постоиме 18 години. Меѓутоа, она што локалните здруженија го имаат, а ние го немаме, е пристап до информации што е потребно. Значи, тука нашето здружување како сектор е клучно. Од една страна ние нив да им помогнеме, како и да можеме, од друга страна тие нам да ни помогнат како и да може. Значи, таа соработка меѓу здруженијата е многу корисна, затоа што од една страна така сме посилни пред донесувачите на одлуки, од друга страна така навистина ги застапуваме оние кои што се нашите конституенти практично, граѓаните. Значи, ако ги прашате граѓаните што сакаат и тоа го представите после пред донесувачите на одлуки, секој ќе вас слушна. Државата треба да го чуе гласот на граѓаните и да донесе и друга долгорочна одлука, дали ќе се насочи кон индустријата или кон земјоделието. Потенцијалот за еколошка храна, локално производство, алтернативен туризам е многу поголем од потенцијалот за рудници, железарници и фабрики, така велат екологистите. Значи, енергетската стратегија поддржува некоја индустриализација која што е предвидена со одредена стапка во планирањето на овој документ. Меѓутоа, прашањето е дали тоа е вистинската насока за нашата земја, дали може би е подобро да се движиме во насока на промовирање поголемо на земјоделието, кон промовирање на локално производство, не толку кон индустрија, затоа што ние сме мала земја, мал пазар, за повеќето големи играчи ние не сме интересни како пазар. Така што ако сакаме некако да се држиме самите меѓу себе си, треба да си го зајакнеме она што ни е локално и она што ни е достапно. А тоа е, значи ние имаме многу сонце, имаме добра земја. Јас навистина не можам да видам зашто не би требало да се насочиме кон земјоделие. И Македонија, како и рекла и целиот континент Европа, се стреми кон тоа да нели помине кон овој децентрализиран систем базиран прво и пред се на сонце и на ветар. И има, би рекла, да, последниве години напорите се доста позголемени, значи закон потеркна и управила тендери, односно дури аукцијски систем за давање дозволи за градба на соларни централи, изградна ветрна централа, сега ќе се градат дополнителни мегавати, во стариот рудник во Осломе ќе се гради исто така соларна централа. Значи Македонија полека но сигурно фаќа чекор, иако би рекла дека реформите би можеле да се одвиваат многу побрзо од тоа што се, бидејќи основата ние веќе ја имаме
ветерната и сончевата енергија не се веќе нови технологии, многу поголеми напори се потребни. Заложба први пред се на земјата да јавно објави дека ќе има напуштање на јаглен. Македонија тоа досега го нема направено, ниту една влада. Имплицитно со последната стратегија за енергетика, со плановите на владата, се вели дека нели Македонија еден ден нема повеќе да произведува електрична енергија од јаглен. Меѓутоа официјално нема такви најави. Зборуваме за процес на транзиција и самиот збор ни кажува дека нешто треба да се менува во општеството, во процесите и така натаму. Така да МАНУ заедно со PricewaterhouseCoopers претходната година изработи стратегија за развој на енергетиката, која што се однесува за период до 2040 година. Оваа стратегија е веќе усвоена од страна на владата, каде што се разгледуваат 3 сценарија за развој на енергетскиот сектор. Во моментот се прават мали измени поради корона кризата, меѓутоа остануваат и главните пораки кои што се основа на целата стратегија. А тоа се референтно сценарио, сценарио за умерена транзиција и зелено сценарио. Во референтното сценарио и она кое што најмногу влијае како ќе се одвива таа транзиција е воведувањето на данокот на CO2. Како одминува времето, така се зголемуваат стандардите за производство на електрична енергија, не само за производството, туку општо за целата енергетика. Онаму каде што има загадување, односно оние кои што емитираат одредени загадувачки супстанции во атмосферата, мора да плаќаат одреден данок. Така е случајот и со данокот на CO2. Значи, доколку се воведе тој, тоа ја зголемува цената, производната цена на електраните кои што користат фосилни горива. Доколку се воведе тој данок на CO2, и доколку тој данок е над 20 евра по тон, тогаш работењето на рек Битола, например, ќе биде премногу скапо за овој субјект да биде конкурентен на пазарот. Затоа, тоа е еден од основните услови зошто мора да се премине кон производство на обновливи извори на енергија. Значи, ќе имаме поевтина произведена електрична енергија споредено со енергијата која што ја произведуваме сега од јагленот. Меѓутоа, не е само данокот на CO2, постојат и други директиви кои што треба да се имплементираат, како што е директивата за големи постројки, директивата за индустријски постројки. Сите тие воведуваат одредени еколошки стандарди. Значи, на една страна е CO2, меѓутоа на друга страна имаме PM, има SO2 и така натаму, кои што, за да се имплементираат тие стандарди, потребно е подобрување на опремата, односно воведување на нова опрема во електраните кои што бараат инвестиции. Значи, некаде зависи дали 2 блока, дали 3 блока, дали 1 блок ќе се модернизира, тие се од 100 милиони до 200 милиони се движи инвестицијата која што треба да биде направена. И сега се поставува прашањето, на трета страна ги имаме проблемот и со рудниците кои што се повеќе се исцрпуваат и нема доволно рудници. Токму поради овие фактички состојби, сите тие средства можеме да ги насочиме кон некои понови алтернативни технологии според еколошки стандарди. Тоа дава алтернатива како да се замени производствениот капацитет на енергија, а при тоа имаме и пониска цена, а и нема големи варијации во производството на електрична енергија. Зеленото сценарио вели дека ние треба да отвориме до 2040 година некаде околу 1400 мегавати соларни електрани, некаде околу 750 мегавати ветерни електрани, меѓутоа за целото тоа да може да функционира затоа што пресложен е енергетскиот систем, а овие се варијабилни извори на енергија, значи во еден час произведуваат, во друг час не произведуваат, потребно е да имаме балансирање на системот, односно да можат во часовите кога нема производство од нив да може некој друг енергент да ги надополни од други извори, да имаме производство на електрична енергија за да можеме да имаме сигурно и стабилно снабдување на крајните потрошувачи на електрична енергија. Водата, сонцето, ветерот засега се далеку од искористени, но представуваат потенцијал кој со процесот на енергетска транзиција треба да стане не само дополнителен, туку и главен и долгорочен начин на обезбедување на енергетските потреби на државата. Експертите велат дека има огромен потенцијал за ова. Потенцијалите во нашата држава се навистина големи. Ние сме држава со скоро најмногу сончеви денови и најмногу сончеви часови во рамките на Европската Унија и во рамките на цела Европа. Во однос на производството на ветер, секако дека има потенцијали, меѓутоа колку тие потенцијали се искористени досега, тоа е едно друго прашање на кое треба да се разговара можеби подетално во однос на досегашните искористени капацитети и можности. Јас би рекол дека ветерот е искористен со многу малку. Истото се однесува и на сончевата енергија.
меѓутоа плановите како на енергетските компании, така и она што јас може да го видам и да го слушнам од потенцијалните инвеститори во овој дел, се дека во иднина се очекуваат многу повеќе инвестиции во обновливи извори на електрична енергија. Еден од начините на кој процесот на енергетска транзиција може да се забрза е директна вклученост на граѓаните, пред се преку поставување соларни панели во нивните домови. Законска можност за ова постои, но експертите велат дека треба да се доработат подзаконските акти. На граѓаните кои се снабдуваат со електрична енергија од универзалниот снабдувач, односно снабдувачот во крајен случај, тоа е ЕВА на снабдување, едноставно немаат стимул и не можат согласно подзаконските акти да инсталираат фотоволтаични панели на своите домови и да продолжат да бидат снабдувани од ЕВА на снабдување. Значи ќе мора да излезат на слободниот пазар каде што цените на електрична енергија се многу повисоки. Самите соларни панели засега чинат многу, па првичната инвестиција би била огромна за најголем дел од македонските домаќинства. Сепак, како што се развива технологијата, цените се намалуваат. Цената на опремата во последните неколку години е драстично намалена. Исплатливоста за поставување на фотоволтаични панели на крововите на домаќинствата е прилично голема, доколку тоа се овозможи ЕВА на снабдување да не снабдува кога би имале поставено фотоволтаични панели на нашите домови. Мислам дека тука е едноставно подзаконските и законските ограничувања доколку граѓаните постават фотоволтаични панели на своите домови, тогаш треба да излезат на слободниот пазар. Цената на електрична енергија за домаќинствата на некој начин е организирана и е, да кажам, прилично пониска од она што граѓаните би го плаќале кога би излегле на слободниот пазар. И едноставно тука граѓаните не гледаат некаков си бенефит доколку постават фотоволтаичен панел, а излезат на слободниот пазар. Едноставно, придобивките од обновливите извори поставени на домаќинствата би ги имале само доколку се овозможи домаќинствата да бидат снабдувани од ЕВА на снабдување. Дополнителен проблем е и неинформираноста на граѓаните. Малкумина знаат за можноста и самите да произведуваат електрична енергија и за придобивките кои би ги имале од тоа, финансиски и еколошки. Како да ги вклучиме повеќе граѓаните и како да едноставно енергетската транзиција биде наше секојдневие, јас би рекол дека тоа треба да се случи на начин што сите засегнати страни ќе бидат инволвирани од самиот почеток. При носењето на законските регулативи, подзаконските регулативи, и тука не мислам само на владините институции, него и на невладиниот сектор, асоциациите на потрошувачи, едноставно сите засегнати структури во општеството во делот на енергетската транзиција. Тука се и синдикатите, да не ги забораваме синдикатите кои ќе бидат можеби засегнати во наредниот период со делот од енергетската транзиција. Така да со вклучување на сите инволвирани сите засегнати страни инволвирани во овој процес на енергетска транзиција, мислам дека ќе се добие една појасна слика за тоа што треба да се случува во нашето општество во наредниот период, што не очекува и како како едноставно со најмалку проблеми би рекол и најдобро би го поминале овој процес на енергетска транзиција. Тој доаѓа, тој мора да дојде и тој ќе биде тука во наредните години. Решението за енергетските и еколошките предизвици со кои се соочува државата, експертите го гледаат во синергијата меѓу институциите, компаниите, невладините и граѓаните. Доколку секој се посвети на својот дел, но и доколку има вистинска соработка, целта е остварлива. Се повеќе луѓето стануваат свесни за производството на електрична енергија, влијанието врз животната средина, како да ги намалат трошоците, како едноставно да влијаат на помало загадување врз животната околина. И мислам дека полека ќе стануваат се повеќе свесни за инвестициите во електроенергетскиот сектор, посебно во обновливите извори на електрична енергија. Еден од првите чекори за ова се така наречените енергетски задруги. Тие се веќе присутни во регионот, во Србија и во Хрватска,
па земјава само треба да ги следи нивните примери. Немаме електроенергетска задруга или енергетска задруга во која граѓаните би произведувале електрична енергија, би биле вклучени во овој процес на производство на електрична енергија од обновливи извори и сметам дека и законските и подзаконските акти тоа треба да го возможат што е можно побрзо за да бидат вклучени. Соларната асоциација на Македонија е формирана пред 15 години и постојано работи на подигнување на свеста кај граѓаните со главна цел како да се дојде до зголемено искористување на сончевата енергија во Македонија. Најкратко, за една држава или за еден регион да има искористување на сончевата енергија се најмалку потребни два фактори. Да има соларно зрачење, а Македонија изобилува. Да има добри климатски услови, Македонија ги има. И да има политика на стимулација, субвенција и на облигација од државните органи, како што вие ги кажавте. За жал, првиот фактор е на највисоко ниво. Македонија има спаѓа во регионите со најдобри услови за искористување на сончевата енергија, но ние сме скоро на дното во искористувањето на сончевата енергија. Потребно е повеќе едукација и информации за граѓаните да знаат кои се можностите за искористување на сончевата енергија и колку тоа ќе ги чини. Еден фотоволтаичен термален колектор, хибриден колектор, експлоатацијата му е 25, што може да биде и повеќе, бидејќи не работи он на највисоки температури, работи малку на пониски температури, а една од карактеристиките на старењето на секој производ е дали работи на поумерени услови или работи на крајните услови, тоа е високи температури. Значи 25 години. Инвестицијата за околу 4 киловатен за еден 4 киловатен систем е околу 2 пати повеќе во однос на само фотоволтаичен систем. И затоа ние што правиме? На секој објект се оди и се гледа кои се потребите за електрична енергија, кои се потреби за топлинска енергија, кој вид на топлинска енергија и врз основа тоа правиме комбиниран систем. Со еден збор, со таков еден систем се задоволуваат сите потреби за санитарни потреби, посебно спа центри, базени, хотели, болници, секаде каде што 12 месеци е потребно топла вода да има во тој објект. Во последно време се повеќе се дава на светско и на европско, па и во Македонија се дава акцент на инсталирање на фотоволтаици, инсталирање на фототермали, инсталирање на соларни термали на крововите. Например, еве сега да ви кажам како еден пример, во Грција не може да се даде дозвола за употреба ни на еден објект ако претходно не инсталирани сончеви термални колектори, сега зборувам за нив, и тоа по критериуми точно спрема квадратура, спрема луѓе и така натаму. Јавното предпријатие Пазар и Битола е позитивен пример за енергетска транзиција. Тие намалените приходи од изнаемувањето на тезги ги компензираат со енергетска ефикасност. Поставиле лето светлување, топлотен систем на парно грејење, а можат да се пофалат со тоа дека се првото јавно предпријатие во земјата кое поставило фотоволтаици преку кои произведуваат електрична енергија за сопствени цели. Сега буџетот кој бил наменет за режиски трошоци можат да го пренаменат. Како приоритет од поставувањето на фотоволтаиците, ние како производители на електрична енергија за сопствени потреби излеговме на пазар, односно на јавна набавка за електрична енергија, за купување и за продавање. Со самото тоа 60% цената падна на електричната енергија, плюс произведената електрична енергија. Кој ќе се направи математика на крајот од годината, ќе дојде да плаќаме минимална сума на потрошена електрична енергија. Институционалниот лавиринт за поставувањето на фотоволтаици бил сложен процес. Прво затоа што градскиот пазар во Битола подлежи под културно наследство. Затоа почнале со ред. Изработиле градежен проект за поставување на фотоволтаици, но и посебен проект за дозвола за културното наследство. Потоа си подготвиле проект за Министерството за животна средина и просторно планирање, како и елаборат за заштита од пожари, за кои треба одобрение. Потоа испратиле барање и до ЕВН за поставување за двонасочен саат, како и одобрение за градба во општината.
Иако не била едноставна процедурата за нив, тие се среќни дека како прво јавно предпријатие во земјава, комплетно со свој чекор се грижат за животната средина. Ова е прва година што можам да речам сме задоволни, бидејќи од една страна се намалуваат трошоците на јавното предпријатие и учествуваме во намалувањето на загадувањето на животната средина. Препораката до останатите институции исто да направат фотоволтаици за производство на електрична енергија за сопствени потреби, со што ќе му и намали трошоците, инвестицијата за 3-4 години се враќа во целост. Според мене треба промена на законот за фотоволтаици, дека во моментот законот вели за правните лица до 20 киловати за сопствени потреби. Мислам дека треба да се смени, да може повеќе киловати да поставиме и со тоа ќе се намалат повеќе трошоците и ќе имаме поголема заштеда. И помало загадување на животната средина. За да се увериме како функционираат фотоволтаиците, ни демонстрираше на кратко. Интересно е дека се е поврзано преку мобилниот апарат. Преку интернет во секое време, директорот проверува колку институцијата произведува електрична енергија. Се симнува апликација што се инсталира на телефонот. Нам не интересираше колку произведува во моментот кога бевме. Во моментот произведува 2,46 киловати. Максимум што може да произведи 20 киловати на час. Зависи од временските услови. Јас обично мислам дека во зима најмалце произведува, кој има снег и ако се чисти фотоволтаиците, најпреќе произведува електрична. Најмногу светлина. Најмногу светлина. Но овој позитивен пример на јавното предпријатие е далеко од доволен за да ја промени големата слика. Вториот град по големина често е прв на листата најзагадени. Овде граѓаните се организираа во Битола сака чист воздух. Еден од основачите на организацијата Иван Чулаковски се присетува како се започнало. Значи, поривот и желбата за чист воздух најмногу ја добив после смртта на мајка ми, која што почина од рак на белите дробови. Никогаш не бев заинтересиран за аерозагадувањето, немав појма, немав представа, значи што е тоа аерозагадување и какви последици има во здравјето нарочито на битолчани, покрај термоцентралата што имаме тука Рек Битола. Меѓутоа, кога ќе имате некои проблеми, кога ќе сакате да му помогнете на некој и кога не можете, вината почнувате да ја барате во институциите за оние кои што не се грижеле за вашето здравје. И кога добро прочачкав, да речем, и кога почнав да истражувам на тема аерозагадување, бројките што ги видовме и што го разбравме, тоа беше на некој начин фрапантно и на некој начин уплашен за понатамошното здравје, за моите најблиски, за мене, за сите околу нас. Ја започнавме таа граѓанска иницијатива Битола сака чист воздух. Активистите прстот го вперуваат во Рек Битола како најголем проблем, односно најголем загадувач за градот и околината. Некои истражувања покажаа дека јагленот кој што во моментот Рек Битола го користи не е со добар квалитет и дека најголемото загадување на некој начин доаѓа од Рек Битола, тој канцероген дел од аерозагадувањето. Во едно истражување на професор Стафилов, мислам дека беше, стои дека тој истражувал на повеќе места околу Битола, стои дека во честичките што излегуваат од рек се пронајдени радиоактивни честички, што мислам доволно кажува за сериозноста на Рек Битола и за проблемот што го носи Рек Битола за граѓаните на Битола. Иако предизвикува сериозни последици за здравјето и климата, сепак Рек Битола вработува и многу жители и затоа е потребно обезбедување на економски развој надвор од индустријата со јаглен. Искрено сметам дека Рек за брзо време нема да биде затворен. Тоа е мое мислење, иако некои истражувања покажа дека јагленот таму е при крај и дека нема да има уште долг век Рек на работа. Земјоделие и туризам наспроти рударство и индустрија. Нема дилема дека државата има многу поголем потенцијал за првата алтернатива. Долгорочните придобивки би биле не само еколошки, туку и економски. Македонија има одлична географска поставеност, одлични услови за развој на било какви форми на туризам. Претходните десетина години во Македонија се забележува голем пораст на туристите, со што би можеле да кажеме дека туризмот веќе станува една од позначајните гранки
во Македонија. Целата држава има можност за развој на туризмот. Ова важи и за Кичево, но градот кој е сместен меѓу планини и природни реткости, парадоксално, но се соочува со загаден воздух. Вистина е жално што на толку планини околу Кичево е еден од најзагадените градови во Македонија. Го гледаме секоја зима со тие извештаите. Освен фабриката што придонесува, мислам дека грејењето на дрва, што сигурно 80% од луѓето се грејат се уште на дрва, иако со субвенциите за клими, може би не дојде до некоја разлика, веб се забележува годинава. Исто е тоа што заради патната инфраструктура има многу причини што луѓето, например, не користат друго алтернативно превозно средство освен автомобил. А во Кичево има премногу автомобили што сигурно и тоа придонесува, стари автомобили што испуштаат гасови над дозволеното. Така да проблемот мора да се реши од корен, за некои работи да се, ако се решат, па може би ќе ги стимулираат луѓето да размислуваат поинаку. Значи не е само од луѓето, има многу поединци што сакаат, што се трудат да живеат со намалена емисија на јаглерод диоксид, да не се прави ѓубре, но нема фидбек од општината или од државата за тоа да се истера до крај. Еден од поголемите загадувачи во моментов е рек Осломеј, но нема да биде така уште долго. Рек Осломеј има резерви на лигнит кои што овозможуваат истиот да работи некаде до 2025 година. Ова е навистина кусо време и веќе мора да се размислува за што потоа. Алтернативниот туризам би бил дополна или во идеален случај замена за некои од постоечките стопански гранки во Кичевскиот регион. Ако го земеме во предвид рек Осломеј, алтернативниот туризам би помогнал во праведната транзиција за да можат дел од тие вработени, кои што сега се наброи околу 1000, да предат во друга стопанска гранка како што е туризмот. Оваа транзиција не би требала да биде премногу тешка, со оглед на тоа што голем дел од локалните жители веќе се занимаваат и со дополнителни дејности. Видете да ви кажам, значи, одека луѓето во Кичевскиот регион, сите кои што работат во државниот, општествениот, во приватниот сектор и така натаму, но што имаат можности, после работното време, сите тие се занимаваат, дали некој со земјоделие, дали некој оди со по печурки, дали некој има костени, ќе ги збира костени, дали и така натаму. Меѓутоа, тоа, пак кажав, не е организирано, не е промовирано, а има можности и услови. Кичево е мало градче кое на прв поглед не делува дека нуди кој знае што, но ако гребнете под површината, ќе видите дека не е така. Кичевскиот регион, кој што беше предмет на анализата за алтернативен туризам, е регион во кој што може да се развиваат голем број на алтернативни форми на туризам. Регионот има голем број на неистражени културни атракции, природни атракции, добра локација, одлична клима и е добро поврзан со другите делови од државата. Дефинитивно Кичевскиот регион има голем потенцијал за алтернативен туризам, што многу семејства не мора да зависат од некои конкретни фабрики или места за живење. Мислам дека има недостаток како прво на патна инфраструктура до одредени делови, каде што можеби тоа ги враќа луѓето да не вложуваат во нивните места. Во Кичевскиот регион сите потекнуваме од село, така да секој има во село некој имот или нешто, но сепак прво инфраструктурата, патната инфраструктура за да се стигне до таму. Второ, нерешените стамбени, односно како ги викаме, имотни прашања во тие села. Може да една куќа да е поделена на повеќе наследници, така да питам може да е пречка што не се вложува. Друго, би набројала што многу младите се иселуваат, сепак се уште не размислуваат во таа насока, ако би останале дека може нешто да се направи во врска со алтернативен туризам или да се вложи во таа насока. Кичевскиот регион со својата местоположба, тука се патните правци Скопје, Охрид, Скопје, Битола, Прилеп, Демирхисар,
едно транзитно подрачје и со природните убавини што ги има општина Кичево представува неоткриена, неистражена и во наводници да речеме недоволно експлоатирана територија за развој на алтернативниот туризам. Освен намалувањето на стапката на невработеност, алтернативниот туризам треба да послужи и да се задржат оние луѓе кои веќе живеат во регионот и овозможи дел од оние кои веќе се иселени да се вратат назад. Би ги подобрил условите за живот и би овозможил ревитализација на објектите кои се наоѓаат во селата. Сето тоа води кон целокупно подобрување на туристичката услуга во регионот, но и на условите на живот. Сметам дека младите треба да размислат за ангажирање во развојот на алтернативниот, или да го речеме селски туризам и рурален туризам, било како, затоа што, како што кажав, Кичево има услови и можности, има туристички атракции. Уште еден битен факт. Охридско-Струшката ривиера ни е во близина на кои 60 на километри, каде што може да доаѓаат туристи на полудневни, на дневни тури и така натаму. Затоа јас кажав, ако тоа тело се формира при општината, ако има една координација, потивие има, да речеме, некои невладини организации со мали проекти успеа или самоиницијативно да уредат некои туристички настани. Познавачите на состојбите објаснуваат дека алтернативниот туризам ја подпомогнува зелената економија, има минимално влијание на природата, а придонесува и со едукацијата на населението за важноста на заштитата на животната средина. Туризмот е комплексна работа и добро е да речеме ако во одредена средина некој има изгради простори за сместување, па друг да обезбедува прехранбени артикли, од, да речам, млеко, месо, јајца, другиот зелен шуковош и така натаму. Има можности за развој, меѓутоа, се уште луѓето немаат свест дека може од тоа да се живее. Во анализата за Кичевскиот регион, при идентификацијата на можните форми на алтернативен туризам, беа земени само оние форми кои што имаат минимален импакт на природата и не генерираат опасен отпад кој во иднина би можел да го загрази биодиверзитетот или да го наруши статусот на екодестинација. Со оглед на фактот дека Кичевскиот регион располага со чиста околина, богат диверзитет и прекрасни планини, екотуризмот би бил првиот избор. За оваа форма на туризам, туристите најчесто одбираат дестинации во кои флората, фауната и културата се главните атрактивности. Планинарињето има најголем потенцијал да привлече туристи од земјава, но и од странство. Елена Ванчовска-Секуловска од планинарското друштво Ендорфин вели дека потенцијалите се далеку од искористени. Тие во моментов работат на доопремување на планинарскиот дом во селото Прострање, под Илинска планина, кој им бил отстапен од селаните. Планинарските домови се многу важни за планинарите, не само за планинарите, за сите кои што ќе појдат во планина и сакаат да престојуваат барем една вечер или се затекле случајно во тој дел, па не може да се вратат дома па за да престојуваат. Во Кичево, во селото Прострање, местната заедница ни го отстапи старото школо кое го подсредивме, го адаптиравме како планинарски дом. Има 8 легла. Нормално, се уште имаме работа за доопремување, сепак го правиме тоа со наши средства или со донации кои што до сега ни имаат многу помогнато, посебно од кичевските фирми. Значи, со контакт во планинарското друштво во секое време може да се информирате дали може да се одседне или не. Нашиот дом е отворен за сите кои што сакаат да го посетат целото Прострање, па и да се искачат на Илинска планина. Има многу врвови кои што може да се посетат од таму, кои што како друштво пред неколку години и означивме неколку патеки, но таа работа нормално нема крај, секогаш мора да се обновуваат патеките, да се чиста, да се средуваат за да бидат нон-стоп спремни. Но освен планинарење, Кичевскиот крај има можности за развој на селскиот туризам, односно агротуризмот и фармерскиот туризам.
Сместувањето е најчесто во селски куќи или фарми, каде туристите се директно поврзани со домаќините и можат да бидат запознаени со начинот на живот на домаќините, нивните обичаи, традиции, како и да пробаат традиционална храна која што е подготвена од локални производи. Авантуристичкиот туризам е третата идентификувана форма на алтернативен туризам во Кичевскиот регион. Представува патување во кое се вклучени два од следните три елементи – физичка активност, контакт со култура и културна размена. Сите форми на алтернативен туризам, кои што се можни во Кичевскиот регион, би биле надополнети со активностите кои што се можни на територијата на целиот регион, како што се пешачење, велосипедизам, планинарење, јавање коњи и слично. Прво, потребна инфраструктура. Второ, мапирање на туристичките потенцијали. Трето, бележење на туристичките атракции со инфотабли, со патокази и така натаму. Брошура. Ви не можете да најдете брошура туристичка за Кичево. Алтернативниот туризам во последниве години на глобално ниво зема се поголем замав и е многу важен за регионите кои што не можат да понудат масовен туризам. Она што во моментов е најпотребно е државна стратегија. Истата во наредните 10 години би требало да даде насоки и да предвиди мерки и активности со кои што ќе се развиваат сите форми на алтернативен туризам, а со тоа ќе се зголеми бројот на туристите и посетеноста на регионите во Македонија. Покрај државата во овој процес треба да се вклучат и општина Кичево, локалните заедници и жителите кои што можат заедно да дадат голем придонес во развојот на алтернативните форми на туризам во општина Кичево. Она што треба да се направи во поорганизирани рамки, сметам прво дека во самата општина Кичево треба да се формира комисија за развој на туризмот, во која што комисија би членувале вработени во општината од локален економски развој и надворешни членови ентузијасти, представници на невладини организации и други заинтересирани лица и кои што би требало да го изготват дали стратегија за развој на алтернативниот туризам во Кичево или некој туристички акционен план и по кој и понатака ќе се постапува. За жал можеме да кажеме дека во Кичево и покрај интересни локалитети или туристички атракции кои што можат да ги посети туристот, не се уредени или соодветно означени со патокази и со инфотабли. Кичевскиот регион ги има сите битни предуслови за развој на алтернативните форми на туризам, но во иднина е битна соработката помеѓу жителите и институциите, за да може сето ова да се оствари. И значи треба многу работа и многу вложување и едукација. И се надевам дека во иднина младите ќе видат дека има можности да се работи тоа. Ете да речеме Кичево е познато и по шумски плодови, има костени, печурки и така натаму. И зошто кажу тоа? Затоа што свето може да се искористи во доменот на туризмот, затоа што странецот можеби сака да доди да собира печурки, може сака да собира костени, можеби сака да вари ракија или како што ние викаме во Кичево да пече ракија со казан и така натаму. Значи сите тие атракции се навистина што постојат и што може да се искористат. Веќе има и неколку успешни приказни, позитивни примери кои треба да се следат и да се надградуваат. Би ги споменал Сдруженијето за развој на село Белица, местната заедница село Осој, каде што има од неколку ентузијанти формирано тим за туристички активности, кои што луѓе работат на волонтерска основа и прават некои усилби, како со уредување на патеки, промоција на истите велосипедски пешачки патеки се работи и така натаму. Постојат и одредени луѓе кои што вложиле во туризмот. Да го спомнеме Рибник и рибен ресторан Добреноец, во село Горно Добреноец. Интересна приказна е еден наш повратник од странство кој што има направено еден ранч, Нора ранч, каде што е фактички и ресторан, и сместувачки капацитети, и јавање со коњи и така. Меѓутоа, се уште можеме да речеме дека нема некоја организирана форма на заживување на сите овие работи ние што ги спомнавме. Ваквиот туризам идеално вклучува и традиционални и еколошки производи. Горан Миловски гледа потенцијал во тоа кој засега не е доволно искористен.
Тој е грнчар повеќе од 20 години, четврта генерација во семејството во кое тајните на овој занает што се граничи со уметност се пренесувале од прадедо му на дедо му па на татко му. Сега е негов ред да го врти тркалото на кое неговите вешти раце ја претвораат глината во стомни, тави, тепси и што уште не. Пред се меракот. Значи, меракот ме исполнува грнчарството како занает и така. Прво почнав како мал, дедо ми почна да ми покажува некои работи, како се прави, почнав да правам. Потоа одеа на пазар во Прилеп, претежно Прилеп пазар го држеа, че продадат некој производ, од тоа добивав награда и бев радосен и задоволен дека ете може нешто ја да створа. И после тоа, после војска, немаше работа, мисля си има завршена школа, ама нема работа према школото, и почнав да се бава со грнчарство. Иако продажбата, особено во последно време, не оди сјајно, Горан вели дека никогаш не се покајал што ја продолжил вековната семена традиција. За разлика од пара немаше поголема побарувачка. Да речеме, немаше Кина, пазарот не беше тука, например, кинескиот пазар многу не скрати. Одеа, да речеме, овие претежно на земјани работи. Дома тави за готвење, бардиња, да речеме, за дувов ден и така. Порано се трошеше робата многу повеќе и многу поголема заинтересираност имаш. Сега, да речеме, робата понемат сем кафани, некои тек тук ретко младите избегава, не знам зошто може да и немат пробано во земјано како е вкусот да го сетат. По кафани да, им одговарат, али дома за себе ретко. Претежно одевме порано по пазари. Сега работам на големо, да речеме, со прекуп си од дома, пошто пазарот дојде и тој скап, треба тезге да плаќаш, треба да плаќаш све живо, например, а не издржливо. Горан вели дека државата би требало повеќе да им помага на занаечиите, да развие долгорочна стратегија. Во спротивно, постои опасност традицијата целосно да изумре, а грнчарските тркала во иднина да постојат само во музеите. Иднина, кој како е гледат. Ако имат интерес државата и ако гледат поинаку на нас, грнчарите, да речеме, може да би имало иднина. Ама вака, претежно се откажува, никој не ќе да работи. Занатот е тежок, а немаш ништо во корис. Овој занает е навистина тежок, иако на прв поглед може би не изгледа така. Горан објаснува и зошто. Процесот е набавка на глина, например, ако имаме цел комплет процес набавка на глина, мелење на глината, обработка, ја газиме прво со нозе, имат машина долу за мелење на глината, се мелет глината, пак се изработуваат, после рачно оди, се измесува, така речено, се вади ѓубре што има нешто раска останато, па чеврдисување го вика тоа грудки се правит и се става на колце и така починат да се формират производот. Тој е задоволен со животот во неговото Вранештица. Вели дека никогаш не сакал да живее в град. Сепак, голем дел од младите не го делат неговото мислење. Едно е желбата да се остане во другиот крај, а сосема друго е соочувањето со реалноста. Па секој сака да остане туде вака. Мисла, кад би имал услови, сака да остане така, пошто, ете, да има малци интерес државата за селата, за развој на селата, би останал секој. Но и дел од оние што го напуштиле својот крај по одредено време се враќаат. Привлечната сила на родната грудка е огромна, вели Раде Момировски, кој најпрвин се преселил во Кичево, а потоа долги години живеел во Франција. Сепак, на крајот се вратил во своето Белица. Тука су роден, тука су живеел до 4-то оделение, имам завршено училиште во зградата позади мене што е, и моите родители поради немање на патишта, инфраструктура во времето, биле принудени за да одиме на училиште, понатака за средно образование, сме морале да се преселиме во Кичево. Татко ми мој оттука е заминат во Германија, претходно во 41-42 година, Втората светска војна, дедо ми по мајка ми е заминат во Австралија. Значи ние сме една фамилија од иселеници, али ја никогаш со моите родители не сум се сложил да живеа во град. Од кога го напуштив ова село, бев многу тажен и не гледав никаква иднина и перспектива во тие градови кои беа за мене
многу сиромашни во многу аспекти. Раде пред 10 години бил еден од иницијаторите за формирање на Сдруженијето за развој на Белица. Првиот проект бил обнова на руинираната училишна зграда, која потоа станала и седиште на организацијата, но тој и неговите соселани не запреле тука. Градбата на училишната зграда, заштитата, се направи потоа црквата. Превзедовме околу црквата, беше све запуштено, направивме амфитеатар, направивме многу пати белички средби на кои што ги собравме сите луѓе на едно место да се запозна, да се видат и почна пополека од 2010 секоја година по некоја нова куќа да се градит, старите куќи да се возобновуваат. Порано тука на луѓето им беше жал и една вреќа циментот да вложат или да препокријат куќа. Сега луѓе вложуваат и по стотици илјади евра и не им е мака, имат визија и за понатака да се градит, да се возобновуваат, али тука дојде во покасна фаза од кога почнавме да се развива селото, се пројави интерес повеќе и моите соселани имат и други пријатели кои помагаат, фирми, кичевски. Градоначалникот ни помогна во последните години за црквата, за асфалтни патишта, да дојдеме до гробиштата. Значи, некои работи кои што порано не беа замисливи, денеска после 10 годишна работа, една деценија да кажа, дојде све на виделина и самите ние од сите тие активности сме изненадени. Тој верува во иднината на неговото село, но досега се што е направено од вредните раце на мештаните, со нивни лични средства. Вели дека државата ги заборавила селата. Значи, овде се поставени погрешни политики во однос на селата. Ги нарекуваме рурални средини, што ти ја зна, али селата на сите современи земји се базата и изворот на развој. Значи, без селата, без планините, без природните ресурси, Македонија нема шанса некогаш да заживеет. Значи, прво од младиот свет да почна, дека родителите ги воспитувале своите деца. Немојте вие да одите во селата, немојте да живеете, таму е тежок живот, затоа што родителите нивни, од нивните родители имале тежок живот, или тие самите имале тежок живот. И јас знаат, јас сум имал тежок живот, ние сме биле сиромашна фамилија од тука од Белица, ама никој па не би се сложил со тој концепт дека во селата има тежок живот. Ја денеска го гледа животот дека е најтежок во градовите, затоа што луѓето одовде, од овие природни убавини, ги сечат дрвата, ги носат на едно место, се согоруваат. Да речеме, од 500.000, не знам колку имат Скопје, 800.000, Кичево, од селце се направи огромен град. Значи, секој е изграден стан и куќа во градовите е уништување на самите луѓе, на самото население и треба државата да има стратегија дека алтернативниот и селски туризам може да донесе добра заработка, покажува и примерот на Пеце Цветковски. Тој е собственик на вила Дихово, која нуди сместување во ова битолско село. Патувајќи како бивши екс-фудбалер во странство тука, идејата стоеше во мен дека ние имаме природа, добар воздух, близина на град, сите предуслови за еден добар туризам. Почетокот кој им кажав дека ќе правиме селски туризам, ми се смеја, почнувајќи од најблиските до кој да ме сретни дека во селото ќе носиме туристи. Тој се водел од 3 постулати: да биде чисто, просто и практично. Сето тоа придонело минатата сезона Дихово да биде прогласено меѓу 8-те највкусни дестинации во светот од Лондој Планет.
сведеност на тоа да преминеш на тој... Тој начин еколошки на живот почнал самото почеток, али тогаш беа тие сончеви колектори за топла вода. Нормално, да можеме колку што можеме да искористиме. Како се ближеа годините, сватив и со консултација, али увидов дека ние имаме на 280 до 300 сончеви денови гратис енергија. Значи ставиме сончеви колектори на јужната страна, кај што таа топла вода место да седи горе, оди во подот. Едно друго битолско село нуди поинаква приказна. Буково се промовира како место од каде потекнува буковската пиперка, односно буковецот. Може би историјата немаме цврсти докази дека Буковец е попотекло од Буково, но самиот факт што пронајдовме фотографии стари повеќе од 1 век, записи на патеписци стари и 150 години, доволно ни беше инспирација да истражуваме со нашите волонтери кои во меѓувреме се појавија во Слоуфут од Буково, да ги истражуваме сите факти поврзани со одгледувањето на буковската пиперка и производството на овој надалеку познат зачин. Така што кога ние дојдовме во селото да истражуваме, буквално се вративме кон локалните бабички кои одгледуваат за своји потреби пиперки и произведуваат пипер, меѓу нив да го најдиме локалното семе, испомешано меѓу хибридните семења донесени од други региони, од други земји. Тоа го правевме заедно со Универзитетот во Торино, со една професорка која долги години соработува со Слоуфут, но и со професори од нашите факултети кои им е специјалност локалните семења. Така што го детерминиравме најавтентичното семе, го размноживме, формиравме група од 11 семејства кои го произведуваат овој вид. Ова е проект на организацијата Слоуфут кој започнал во 2008 година. Тие како една од централните теми ја имаат екологијата, зашто како што вели Николче Николовски, без здрава средина нема ни здрава храна. Низ бројни примери видовме дека енергетската транзиција не само што е можна, туку е неизбежна. Ниту нашата земја, ниту нашата планета немаат друга алтернатива. Колку побрзо се пристапи кон промените, толку ќе бидат помали штетите кои се мерат, не само во природни ресурси, финансиски средства, туку и во човечки животи.